Еве сме назад во студиото, добро утро и од мене. Денеска ми е задоволство големо што гостин ми е Огнен Јаневски, мој колега, новинар, водител и уредник во 24 телевизија. Поводот е една твоја книга, ќе ти зборувам на ти. Слободно, да, колеги сме. Колеги. Една твоја книга што ја промовираше на 8 јуни. 8 јуни, да. И која што е насловена Разговори за Конески. Да. Оваа книга содржи интервјуа и некои други прилози и некои лични семејни истории. Така што на почетокот Огнен прво добре дојде во Добре ве најдов, Александра, благодарам за поканата. И ова книга е во издание на Култура. Прво што сакам да те прашам е од каде најде идеја, од каде се случи токму ваква книга да издадеш и веднаш потоа кој се има содржини таму, односно со кого се правеше интервјуа? Да, Александра, сакам да ги поздравам вашите гледачи, ти благодарам за поканата, еве и јас ќе преминам на ти, бидејќи освен што се знаеме некако и колегијално соодветно е. Идејата за книгата доаѓа од тоа што веројатно и многу пати и тебе лично ти дошло на толку многу направени разговори, на толку многу направени интервјуа и слично, некогаш чувствувате потреба одредени од нив да ги запечатите помеѓу корици кои што би останале за подолго. Ти знаеме дека денес, за разлика од порано, архивистика во традиционални медиуми малку послабо функционира, за разлика од некогаш. Да. И поради тоа, своевремено првата книга која што ја издадов во 2019 година заедно со Елена Антоновска, таа е под назив Муабети за личен развој, и врз основа на таа ми дојде идеја во рамки на годината 2021 во чест на Блаже Конески од 100 годишнината од раѓањето, а по иницијатива на соработник, другар, продуцент на интервјуата, редактор на книгата, модератор на промоцијата, професорот Атанас Конески, кој што е и секретар на Фондацијата за македонски јазик Небрегово. По негова иницијатива и со огромна негова поддршка, во текот на 2021 направивме 11 интервјуа, иако беа планирани 12. Да, секој месец по еден. Секој месец по еден. Во јануари беше планирано минатата година академикот Георги Старделов да го има првото интервју за епохата Конески, но почина неколку дена пред да го реализираме интервјуто. И затоа поместивме еден текст негов кој што е напишан за епохата Конески и за значењето на Фондацијата Небрегово во книгата. Останатите 11 беа во текот на секој месец по половина час разговори, кои што сакавме да ги направиме како спој помеѓу традиционален медиум и медиум кој што веќе луѓето, освен во науката, не го сметаат за медиума, тоа е книгата. Затоа што книгата своевремено, тоа што ние сме денес застарените традиционални медиуми, телевизии, радија и весници, тоа е книгата била кога сме се појавиле ние своевремено. И е фасцинантно човек да види зборови кажани вака, кога се ставени на хартија. Сосема поразлично е чувството, сваќањето, слободата на овој говор, внесен на хартија, е дури и нелогичен на моменти кога го читате. Да. Ако транскрибирате само едноставно, а не да внимавате на смислата на реченицата и така натаму. И затоа е потребна можеби мала доза на некоја јазична стилизација, бидејќи говорната форма со пишаната форма си има сосема други правила на однесување. Еве баш едно од интервјуата кое што е направено е и со писателката Јагода Михајловска Георгиева, и во текот на вчерашниот ден се слушнавме и ми вели: ја читам книгата, го читам интервјуто, вели како да не сум тоа јас. Вика, овде вака слободно сум зборувала, од оваа страна ја го гледам во пишана форма и си велам, што си зборувала Јагодо. Добро, сега оној дел што е исто така многу интересен, а тоа е дека во книгата помести и некој дел од твојата семејна историја практично, поврзана со Блаже Конески. Интересно е тоа што тоа се работи кои што не сум ги знаел во целост, ниту нивното значење сум го познавал дотолку, и затоа и називот на книгата е Разговори за Конески.
Затоа што првата книга која што излегува во однос на вакви разговори пренесени на хартија, поврзана со Конески, е разговори со Конески од Цане Андреевски од 1991-та. Да, една многу опстојна и одлична книга. Одлична, значи кој што сака да го истражува делото на Блаже Конески не може без таа книга да седне и да ја препрочита неколку пати. Во книгата, внатре во таа на Цане Андреевски, во тие разговори Блаже Конески раскажува како своевремено во квартот Захарна фабрика во Софија, Бугарија, живеел Блаже Конески во мала собичка на куќата на мојот прадедо, Крсто Гермов Шакир војвода, и практично, бидејќи мојот прадедо е во тоа време пребеган поради тоа што бил на црна листа на тогашните Михеловисти и Александровисти, и е пребеган во Софија и таму работи на пренесувањето вести на македонски јазик, на правење вестник кој што е за луѓето кои што живеат таму, и најмногу разговараат со Блаже Конески баш во однос на слободна Македонија, на македонскиот јазик, на пренесувањето на мислата на се она што представува во поглед на тоа. Дури и кога Блаже Конески добил можност да отиде на друго место да живее, одбил, и покрај тоа што плаќал мала кирија кај прадедо ми, одбил и сакал да остане заедно со 20 други цимери, сакал да остане кај него. А инаку прадедо ми ги знаел и предците негови во Небрегово, бидејќи своевремено како војвода на Мариовската околија во тој период, ги посетувал и во Небрегово и одел и кај нив. Да, препорачувам да ја прочитаат пошироката јавност, пошироката публика оваа твоја книга, бидејќи точно 2021 година беше година на Блаже Конески, се одржаа конференции, разни други манифестации, културни настани, но како да беше тоа се затворено во академските кругови, каде што луѓето што се занимаваат со македонистика, лингвистика и така натаму, го препрочитуваа, што исто така многу важно за историјата на Блаже Конески и воопшто за македонскиот јазик, но сепак како да остана тоа во едни затворени кругови. Твојава книга ми се чини ќе го отвори тоа знаење за Блаже Конески и за пошироката публика и пошироката јавност, што мислам дека е многу важно, и тоа што како медиум одвои време, и знаеме скапо е времето во медиумите. Особено за култура. Особено за култура, што во рамките на своите емисии ти всушност ги правиш овие интервјуа. Да, значи интересно е тоа што ти благодарам за перцепцијата за приближување кон општата и поширока јавност преку книгата. И идејата и беше токму во самата книга, и кога ги концепираше и редактираше и интервјуата и професорот Атанас Конески, ние сакавме да го опфатиме Блаже Конески од секој аспект кој што впрочем бил значаен за неговото и лично постоење, но и постоење за нашето општество. Каде што, например, конкретно го споменав веќе Старделов, со Трајко Стаматовски разговаравме за лингвистот Конески. Трајко Стаматовски, кој што допред да почине минатата година беше единствениот жив македонист од првата генерација од 5 студенти кои што биле запишани. Потоа со Атанас Вангелов разговаравме за лиричарот Конески. Тој за жал почина. Исто почина неколку месеци по интервјуто. Тие двајцата своите последни телевизиски интервјуа ги дадоа токму за Студио 10 на телевизија 24 за рубриката Разговори за Конески. Ана Витанова Рингачева, ние за Конески, за настан кој што се одржуваше во рамките впрочем на 2021-та одбележувањето, каде што исто така од професорот Атанас Конески се поместени и целосни информации за тоа како се одбележуваше. И затоа велам дека се она што беше направено во текот на годината 2021, заедно со овие интервјуа се наоѓаат во книгата. Професорот Максим Карамфиловски, Јагода Михајловска Георгиева, Сонја Стоименска Елзесер, Весна Костовска, Вера Стојчевска Антич, Људмил Спасов, Ерол Ризаов, Весна Мојсова Чепишевска се сите дел од интервјуираните, сите за свој еден различен аспект, а рецензенти на книгата беа Живко Андревски и Цане Мојановски професорите, кои што секој од свој аспект си пренесе се што смета и мисли дека треба да пренесе за книгата. Добро, сега логично се наметнува прашањето. Само да не заборавам, да, она што исто ни беше многу важно, а за прв пат е направено во комбинација цела
на една ваква книга каде што се спојува, каде што и архиепископот Охридски македонски господин Стефан има посебен значаен текст кој што е напишан за во книгата, која што се вика Слово за Конески. Значи важноста негова, а таа важност ја видовме и сега во неделата во Фанар во Истанбул, каде што се одржуваше за прв пат беседа на македонски јазик. Добро, и сега, после оваа книга и разговорот за книгата, мене логично ми се наметнува прашањето во каква кондиција, во каква состојба е македонскиот јазик, бидејќи и ние медиумите биваме често пати критикувани заради недоволно познавање, заради незнаење на јазикот, грешење и така натаму. И сакам исто така да те прашам, дали си ти застапник за тоа да се збогатува јазикот со англицизми, со архаизми, со турцизми, или да се чува и да се бараат секогаш соодветни термини на современ македонски јазик? Ова второто прашање е многу интересно, ќе се навратам на второто, тоа ми е особена болка и ќе ти објаснам како ми е променето и мислењето во однос на тоа. Во однос на првото прашање, состојбата со македонскиот јазик за мене лично е на исклучително многу ниско ниво. И многу ми е тажно тоа, имајќи ги на ум и медиумите, на тотално непосветување внимание, немањето лектори, неправењето никаква редактура во однос на јазикот, во однос на се она што излегува како информација. Школата која што беше за спикери и за новинари во македонската радиотелевизија со заминувањето во пензија на старите мајстори и мајсторки веќе не функционира во таа форма, а иако оттаму се знае, се излегуваше буквално со сето знаење и предзнаење, бидејќи сум ја поминал, точно знам колку многу не малтретирале, условно речено, ама многу им благодарам за тоа од денешна перспектива. Искрено, дури јас би отишол и дотаму, иако многумина можеби би го сметале за радикално, јас би отишол и дотаму каде што посебно едно тело би се востановило, иако имаме ние многу агенции во оваа држава, но зашто ајде уште да нема уште една, каде што посебно таа агенција или тоа тело би внимавало на употребата на македонскиот јазик во јавниот контекст, во јавниот дискурс, во парламентот, во владата. Вие да ги видите сите соопштенија на владата, тоа е срамно како изгледаат и како се напишани. И на државните институции генерално. Јас многу често во емисија им велам дека мора да си најдат лектор да вработат, бидејќи мене ми е тешко да ги читам. Од друга страна, ние се помалку интерес имаме за студенти на македонски јазик. Ако ги видите статистиките, бројот на студенти опаѓа и тоа е многу тажно. И тоа е тоа што мене искрено најмногу ме загрижува, бидејќи и днината ни е ставена под знак прашалник. Што се однесува до делот на збогатувањето на јазикот, и тоа е збогатување. Ние мора да понудиме во оваа држава опција за зборовите. Бидејќи колку често сте се нашле во ситуација вие да користите изрази кои што доаѓаат од францускиот или од латинскиот, а нашите генерации ги попримиле затоа што така биле востановени. Да. Значи каде што велите и визави, каде што велите и тет-а-тет, наместо да речете очи во очи. Иако изразот е буквално исто краток и исто значаен на тој начин. И веројатно она што своевремено беше многу истакнувачки за една интелектуална маса да користи латински, француски, руски и слично, денес тоа за новите генерации е англискиот јазик. Да. Но со уште многу поголемо продирање внатре во јазикот. И тоа е опасно. Зошто е опасно? Затоа што вие имате тет-а-тет, ама имате и очи во очи. Значи, вие ја имате опцијата да изберете. Да. Ние денес се наоѓаме во ситуација каде што ниедна установа задолжена за јазикот, во каква било форма и на кое било ниво, не нуди опција за зборови кои што ние, многу малку се тие зборови за кои што ние имаме можност да знаеме, да речеме, да искористиме друго. Хрватите, например, имаат цело едно тело кое што се занимава со јазикот и со негово унапредување, каде што, например, локдаун, кој што кај нас дури и на кирилица го читавме како локдаун, Хрватите во рок од 3 недели откако излезе изразот, направија друштвостој, што е сосема соодветен превод на локдаун во однос на конкретното за пандемијата. И тука имаме проблем. Јас, например, стоев цврсто на ставот, многу пуритански, дека не смее да се дозволува влез на толку многу зборови однадвор, но сега веќе тој став ми е омекнат, само поради причини што јазикот како жива материја припаѓа на генерацијата која што го зборува. Така е. Ако новите генерации кои што доаѓаат имаат потреба да користат англицизми и странцизми,
тогаш во ред, ајде да им понудиме решение, па тие самите да одлучат кога ќе излезат јавно вака на телевизија, да користат зборови кои што им се дадени како замена. А приватно, секој од нас зборува, јас зборувам прилепски приватно, другите зборуваат на други своји дијалекти или Да, јазици. скопски зборуваме често пати. И тоа, да, особено на телевизија, ќе видите еден ден и јас прилепски ќе си зборувам на телевизија, па да видиме што не е во ред. Се шегувам. Добро, Огнен, ти благодарам за денешново гостување. При крај сме со времето веќе, но сакам да те прашам дали ова вака ќе го оставиш или можеби ќе продолжиш, бидејќи знам дека си особено и преку работата на оваа книга, знам дека стана особено силен застапник на македонскиот јазик и на грижата за него. Дали ќе продолжиш нешто во оваа смисла и понатаму да работиш? Веќе имам и идеи, само ќе мора тоа да се седне структурирано да се работи. Бидејќи, видете, јас како припадник на помлада генерација, наспроти генерациите со кои што ги водев интервјуата, кај мене се беше брзо, одма, сега да завршиме ако се може. Но оваа генерација Како што тоа бива по телевизиите, и најчесто нели телевизиски ние сме така научени. Ајде Огнен, одма готово, интервјуто завршува. Но повозрастните генерации со кои што имав можност да се работувам во изминатиот период ме научија на една структурираност, на нешто што комплетно не недостасува, на давање време, да легнат работите, убаво да се разгледаат, па чекај да се врати назад, па врати го текстот, па евети го уште еднаш. Значи, буквално со целосни проверки каде што веќе вие грешка немате. Добро, освен што сум заборавил белешка за авторот да ставам во книгата, но тоа настрана во другото издание. Така што научив дека покроце, подалеку, и на тој начин така и размислувам и во делот и на јазикот, следните работи кои што би ги планирал да бидат токму за тоа. Ти благодарам многу што беше Благодарам гостин многу за во утрински брифинг и што ја напиша конечно оваа книга, за да може и пошироката публика да се запознае, ако не се запознаела, и да го свати делото на Блаже Конески. Благодарам многу.